Столб на целото човеково тело е рбетот. Со помош на него можеме да стоиме, да се движиме и да ги обавуваме секојдневно обврските кои што ни престојат во текот на денот. Но што доколку столбот попушти? Токму на ова прашање одговор ќе ни даде професор доктор Кирил Лозанче, неврохирург од Аџибадем Систина. Добро дојдовте на програмата на Тера. Фала што ме поканивте. Наша денеска тема на разговор ќе бидат хируршките третмани на микрохируршките третмани на дискус хернијата. Најпрво да им објасниме на нашите гледачи што значи дискус хернија. Значи прво анатомски. Рбетот е составен од пршлени, тоа знаете, не коскен дел. Секој пршлен помеѓу себе е поврзан со една рскавично ткиво, тоа него викаме дискус. А вака популарно може како мислам пациентите кои прашуваат им кажам, значи тоа е еден вид на амортизер, во кој што двата пршена значи се движат и така амортизира удари, пренесува тежини така. Значи дискусот представува тој еден дел. Сега дискус хернија значи вака просто кажано како тој дискус се разболи и тоа викаме ние настана дископатија или болест на дискусот. Во некој момент тој дискус може да се деси да пукне и да навлезе позади лигаментите што го поврзуваат секој пршлен. Има повеќе такви лигаменти, али два се многу битни. Одначе овој лигува позади, каде што се наоѓаат кичмениот канал. Во кичмениот канал се наоѓаат делот кичмена мождина, односно деловите нервните влакна што излегуваат од кичмена мождина, тоа зборам за лумбалниот сакралниот дел. И тој дискус кој ќе навлезе во каналот може да притисне некој од тие нерви и да даде проблем. Најчесто проблем е значи болки во ногата, викаме лумбоишијалгија, а втор проблем е значи болки во рбетот или лумбалгија. Значи лумбоишијалгија со прилика се тоа слични проблеми и најчесто идат заедно лумбалгија со ишијалгија, лумбоишијалгија. Кога дискусот пукне, значи навлезе, го допере нервот, врши компресија врз нервот и прави овакви проблеми. Кои се новитетите во хируршките интервенции кои што вие ги применувате во Аџибадем Систина? Добро, мора да кажеме на работа, значи порано се оперирал дискус хернија. И второ, гледачи да мора да знаат дека главно дискус хернија се лечи конзервативно. Значи скоро 80% ќе заврши добро и со лекување конзервативно, а на 20% идат на оперативен третман. Дискусот секој што оперирал во неврохируршката процедура 30 години, само што методата негова беше порано и се каже ламинектомија, значи големо отварање од двете страни на коските што го обврзуваат, значи тој пршлен, отварање на целата коска, широко отварање на коската, значи и доваѓање од дискусот и него вадење. Што е проблемот сега, ништо, колко е проблемот напредокот сега? Во светот постојат така наречени минимално инвазивни процедури, после минимално инвазивни затворени и отворени процедури. Најчесто е оперирана затворена процедура е така наречена ендоскопска хирургија. А најчесто оперирана отворена метода е значи минимално инвазивна микроскопска или микрохирургија со помош на микроскоп. Во принцип двете методи се слични една со друга и двете се изубаваат во општа анестезија. Проблемот е во тоа што во првата метода имате 2, 3 или 4 дупки од страна, одека имате рез, инцизија во минималната, значи, посредичната линија. Иначе принципот е исти, со минимално штетување на мускулното ткиво, минимално штетување на коскеното ткиво, да се стигне до нервот, да се направи неговата компресија и дискус да се издаде надвор. Мислам, тоа е поентата на целата таа операција. Како уди целата таа операција, да подетално да им откриеме на нашите гледачи? Значи, операцијата е, мислам, рутинска, се следува рутински канази, барем со микроскоп. Битно е да се заштити нервот. Главните компликации се што луѓе да се плашат да не се повреди нервот. А тоа нормално кога видите со микроскоп, со зголемување, вие не може да повредите микроскопот, има многу мала шанса да се повреди нервот. Значи, тоа едно нервот мора да се тргне да се изведе дискусот надвор. Ние дори потребуваме сега кај нас во Систина имаме 6 месеци апарат кој што се ка неврофизиолошки мониторинг, кој што нервот се мониторира континуирано во текот на операцијата и секој него пипнување, мислам, да кажам оштетување, одма се верифицира. Така да имате минимална шанса да повредите нервот. Што е поентата на ова, на таква, на овој тип на операција? Пациентот станува 6 сати после операција да се движи. Значи, не никаква шанса да лежи повеќе од болница од 1 до 2 дена после операција. Значи, вкупното лежење 2 до 3 максимум дена во овој после операција. Брза физикална терапија, одма после тоа,
И така да пациентот би можел за 3 до 4 недели да се јави да се врати на својата поранешна работа. Нормално е тоа некоја работа тешко физичка, али он може да се врати на својата поранешна работа многу брзо. Тоа е поентата на ваков тип на операција. Дали можат да настанат и некои компликации во текот на операцијата и колку тие се чести? Значи компликациите, рекол сега, кога ќе ставите микроскоп, се скоро занемарливи. Иначе порано компликациите беа околу 4% и со поранешните техники. Со оваа техника сега скоро да немаме компликација. Значи. Јас сега 5 години работиме, во оваа метода работиме кај нас, не сум се на вакви компликации некои кај овие пациенти. Значи сите пациенти имаат подобрување дефинитивно постоперацијата. Дискус хернијата на која возраст се јавува, може да се појави и кој страда почесто, дали мажите или пак жените од вашите досегашно работно искуство? Добро, значи логички дискус хернијата се јавува малку во ке повозрастна возраст, мислам кај различната возраст. Меѓутоа, што приметувам последно време, значи последно време се повеќе дискус хернији кај помлади луѓе. Дури сме имали 15 годишњаци и оперирани се 15 годишњаци. Веројатно дека зголемениот начин на, мислам дека на начин на вежбање, особено со подигнување на терети, многу го оптеретува тој дискус. Дискусот може многу лесно да пукне при такви големи напрегнувања, особено ако имате слаба мускулатура. Особено кај незагреани, например, луѓе, кои што никош не вежбаат, ништо денес почнуваат да дигаат, пример да дигаат терети и да вежбаат напорно нешто, во тој случај многу лесно може да пукне на млади години овој диск. Mi smo imali sportisti со пукнати дискуси оперирани. Иначе, реално дискус освојање е после 25-30 години, меѓу 30 и 60. Над 60 години да немаме дискусии, имаме друга може болешта сека спинална стеноза. Но тоа е друг проблем, не е поврзан со ова. Кога вие лекарите увидувате дека мора да подлежи на хирушка интервенција, дали претходно дискусот може да се излечи со медикаменти или пак со одредени терапии? Да ви кажам одма, значи, итна индикација за операција се само 2-3 состојби. Првата состојба е проблем со мокрење. Ако пациентот почувствува дека не може мокри или често мокри, во тој случај дискусот прави значи големи компресии на многу нерви, сика синдром на каудакрина и тој мора да се оперира хитно. Второ, ако пациентот пројави најчесто спуштено стопало или не може да го дига стопалото, значи тоа се парализа на некој дел од мускулатурата, на ногата, например, во тој случај се така мора да се оди на хитна операција. Иначе, болка таква болка не е индикација за хитна операција. Ептен, неснослива болка, која што не реагира дури на морфиумски препарати, може да биде некоја индикација за хитна операција. Како да се заштитиме? Дали постои некој начин што може да им го препорачате вие на сите граѓани, како да се заштитат од оваа болест? Јас можам да им препорачам на граѓаните на ствар. Значи, мора да вежбаат вежби. Јака мускулатура, околу ребетот, викаме параспинална мускулатура, и јака абдоминална мускулатура овозможуваат да биде тој рбет стабилен, тој дискус да не се оптеретува толку многу и да може да издржи напорот на секојдневниот живот. Слаба мускулатура, најчесто поради невежбање и поради недвижење, овозможува тој рбет да биде нестабилен и може дискусот да пукне во секое време. Ништо не е чудно, значи мора да се вежба вежби. И оно што ја верувам дека сите ќе ги интересира, колку дискус може да се јави кај учениците, од тешки торби, од чантите кои што ги носат, искривување или постои до рбетот, во рбетот? Не, искривувањето е на друга проблематика, што се сколиоза или кифоза, тоа е друга проблематика. Во такви состојби секако дискус од некој дискусите страда повеќе или помалку, меѓутоа тоа не е причина да се појави дискус хернија. Дискус хернија најчесто настанува кој ќе настанува за спуктување на тие мали влакнанци внатре во дискусот, а тоа најчесто настави кажа кога при големи напори, при нагли стегнување, нагли подигнување терети, најчесто тоа настанува. И при слаба мускулатура, како што рекол преска. Ви благодарам многу за гостувањето на Тера телевизија. Се гледаме во наредна прилика. Баш ми е шумил, фала на поканата.